за срам од нови луѓе. Гледате, мислам дека многу често ни е проблем као ке се презентираме себе си. Имав едно предавање за тоа дека колку повеќе луѓето мислат на себе. Ви текнува дека пред некој колку лајва беше зборував за имидж, колку е важно човекот да не се секира премногу за својот имидж. Ние секако сакаме да оставиме убав печаток, но кога имате луѓе кои што се премногу згрчени за имиджот и што другите луѓе ќе кажат, тогаш ја немаме слобода на говор, слобода на мисла, слобода на изразување, слобода на емоции и така натаму. И поради тоа што го немаме тоа, тогаш имаме згрченост и поради тоа што имаме згрченост, имаме страв, имаме срам. Стравот и срамот ве намалуваат, а слободата да грешите ве зголемуваат. Гледате, добар став ве зголемува, лош став ве намалува. Ако се вратиме па да збориме на тема стрес од претходниот лајф, поради тоа што исто така зборував за стрес во претходниот лајф, може да го видите тоа. Многу е важно да имаме срам и да немаме срам. Поради тоа што ако немаш срам и ако си опериран од срам за се и се што, тогаш не знам, такви луѓе што немаат срам не се најоптимални, или луѓе што имаат премногу срам исто така не се најоптимални. Но гледайте, околината што ќе каже е многу често спречува успех на човек. Поради тоа што сите сме страдале од, не знам, некој ќе те исмеал како мал, како пееш па не ќеш да пееш, како изгледаш па сега цело време мислиш на тоа како изгледаш и така натаму и така натаму. Многу е важно да човекот има доволно самодоверба, храброст во себе, да исто така не се оптеретува што другите луѓе ќе кажат. Дури ако ви текна кога зборавме за 24 карактеристики на гениалците, немојте премногу од Алфред Бариус, немојте премногу да се грижите за тоа што другите луѓе ќе кажат доколку сте различни. Сега, ако целата идеја е на околината и дал ќе зборат и што ќе кажат и како ќе кажат, тогаш ние не можеме никогаш да ги имаме собствените мисли, секогаш ќе се втопиме во околината и во средината. Кога човекот е автентичен и кога има автентична енергија и кога има конструктивна и креативна цел, он што прави? Он прави простор. И колку по сте, знаете, шармот од каде доаѓа? Шармот доаѓа баш од негрижата премногу за тоа што другите луѓе ќе кажат, но исто така треба да имаме и социјална, ајде така да кажам, прибрност, да сме социјално прифатливи, но сега имате екстремна граница каде што е социјално прифатливо, премногу луѓето мислат што толпата ќе каже, што групата ќе каже. Гледате, толпата и групата секогаш се врз база што е главно кај толпата и групата, копиите. Оригиналноста е кај индивидуата важна. Но на крај оригиналноста секогаш победува врз база на копијата. Копија, кога ќе кажам, мислам, еден на друг имаат исти ставови и исти мислења. Многу често имате луѓе кои што имаат своји мислења и се срамат или ме страв да ги кажат нивните собствени мислења за тоа што дал ќе бидат прифатени од околината, дал околината ќе се согласи со нив или не. Не е важно дали околината ќе се согласи со вас. Многу луѓе сакаат да бидат согласно со околината, а ги напуштаат собствените цели. Ете, немојте да ги напуштате собствените цели само за да бидете во согласност со околината. Поради тоа што кога сте во согласност со вас и ако не сте во согласност со околината, верувајте дека околината ќе дојде во согласност со вас да биде, ама после еден период, мора да издржите еден период на тоа да ве збораат, да ве омаловажуваат, да ве критикуваат, да покажуваат со прст на вас, ама ако ви имате конструктивна креативна цел и ако имате ваши собствени идеи, не се секирете, тогаш она што ќе се случи е луѓето ќе се приклонат на вас. Ќе се приклонат на тоа што вие сакате да бидете, да го искрирате и така натаму. Сега кога се поздравувате или кога имате идеја за комуникација, не го ставајте вниманието на вас, поради тоа што така ќе имате срам. Има во англискиот јазик еден многу убав термин, се вика self-consciousness. Self-consciousness значи самосвест, но исто така значи премногу внимание на себе. Self-conscious, он е свесен за себе. Колку повеќе сте свесен за вас,
толку повеќе ќе имате срам. Колку повеќе сте свесни за околината, толку повеќе имате контрола. Еднаш дојде еден клиент кај мене и ми вика: "Како сте, доктор Жаре?" Јас се збунив затоа што обично не ме прашуваат клиентите мене како сум, него ја ги прашувам нив како се. Јас се збунив, реков: "Уште не сум проверил." И луѓе, така настана еден цитат кој што ги имам, а тоа е: најдобро сме кога не мислиме како сме. Најдобро сме кога не мислиме како сме. Логично? Најдобро сме кога не мислиме како сме. Ако вие цело време мислите како сте, како изгледате, кога ќе се поздравиш, како ќе го кажеш името или како изгледаш, ти имаш премногу внимание на тебе. Ама ако оставиш вниманието екстровертирано на околината, и се поздравуваш со околината, при тоа фокусот ти е на околината. Некои луѓе кога се поздравуваат, ви се случиле дека уопште не го слушаш ни што тој човек ќе ти каже. Ете, многу често луѓето имаат автоматизми кои што ги ставаат место нив. Душата и битието не е таму, ама што стави? Он автоматизам става. Добар ден, Жарко, не знам, кој да е, се поздравува. Магдалена, Ана, кој да е. И се што се случува? Се поздравуваш ти, ама ти уопште си таков е автоматизмот направен да ти уствари се поздравуваш, а не слушаш што другиот човек ти го кажува како името. Ви се случило и на вас тоа. Се поздравуваш, ама од автоматизмот кој што ти си го научил и го користиш, не го слушаш името на тој со кој што збориш и со кој што се поздравуваш. Ај, пробајте го ова. Не знам од кого беше прашањето, сега пробајте го ова. Кога ќе се поздравувате, фокусирајте се или представувате со нови луѓе. Фокусирајте се на што он ќе каже и ставете го на вниманието на тоа како е неговото име. Поради тоа што гледате, Беле Белич одговара, препрашуваме, да, затоа што Беле Белич ставаме автоматизам кога се поздравуваме. Ние сме го научиле тоа како автоматизам и кога го правиш нештото со автоматизам не си свесен. Сте виделе некош ви се случило да дојдете до дома навечер, не сте биле пијани, ништо не ви било, ама да дојдеш дома и не знаеш како си се вратил дома. На колку од вас му се случило тоа со автомобил да дојдеш до дома, а не знаеш како си дошол до дома? Ви се случило? И доаѓаш до дома и си викаш: како дојдов до дома со колава? Ама ти све си направил како што треба, не си удрил ништо, не све било окей. Ама едноставно се запрашаш: како дојдов до дома? Зошто? Поради тоа што не сме тука. Гледате, автоматизмот се вклучува, умот ти лета некаде, автоматизмот го прави нештото, тоа и е потребно. Во многу ситуации кога имате тренинзи, нели, во тренингот, во кошарката, во фудбалот, многу се важни тие автоматизми. Телото го сваќа нештото, телото добива знаење и телото ги прави работите. Но добро и телото да ги прави работите, но исто така да сме присутни и сконцентрирани и во моментот. Автоматизмите, заедно со фокусот и автоматизмите ни дозволуваат фактички да бидеме фокусирани, да бидеме тука, по тука да сме. Кога возите вие кола, ти не мислиш цело време како да ја смениш брзината, затоа што тоа е автоматизмот на телото и тоа е добро. Но ако ти си одлутан со паметот некаде и мислиш кој што ти кажал, шефот како што направил и така натаму, ти ќе стигнеш до дома, не знаеш како си стигнал до дома затоа што не си бил со умот тука. Телото ја превзема автоматизмот на работите, но умот мора да биде тука. Автоматизмот на телото ви е битен за да ви помогне умот да биде фокусиран тука. Ама вие ако се поздравувате со некој нов човек и ти кажуваш нешто, ама у автоматизмот е исклучување на тоа што он ти збори, ти ќе се поздравиш со 5 луѓе на ние да не си му запамтил име, поради тоа што не си бил фокусиран на моментот. Гледайте, за да ја немате таа трема, дојдете со цел да комуницирате со луѓето, да ги прашате луѓето, бидете заинтересирани за нив. Бидете заинтересирани за тоа што луѓето ќе ви кажат. Фокусот ставете го на нив, како они се чувствуваат. Прашајте работи. А како ова? А сте биле на одмор? Како поминавте на одмор? Мене ми се свиеше таа идеја да одам на круз. Не знам, со брод сте биле некаде. Како поминавте на крузот? Дали ви беше убаво? Иако е нов човек. Еве една друга вежба за ако сакате да има повеќе самодоверба и да ви се намали срамот. Кога ќе излезете надвор од дома, поздрав Магдалена, кога ќе излезете надвор од дома, поставувајте им прашања
односно не поставите им прашање, него кажете им здраво на луѓе кои што не ги познавате. Значи, луѓе кои што не ги познавате, поздравете ги и само кажете им добар ден. Добар ден. Имајте убав ден. Добар ден. Не ги познавате луѓето. Ќе видите колку ќе ви се наполни самодовербата. Ете, еве една вежба која што ќе ви биде многу убава за самодоверба и за да го трнете вниманието од вас и да се пресрамите од нови луѓе. Знаете, во еден лайв кажав, страво за да го снемаш мора прво да го појачаш. Така, страв му е на некој не знам што да направи, а тоа не е нешто страшно, иди направи го, појачај го стравот, него ќе го снема. Сега, ако ти е срам да збориш со луѓе, кажи денеска на 5 нови луѓе кои што прв пат ги гледаш во твојот живот. Добар ден. И сега ќе речеш, ама што да не речат дека сум чуден, ама луѓе што ако кажат дека си чуден. Ако ти на некој му кажеш добар ден и тој каже ако си чуден, тоа што ти е гајле, ти не си го опсу, ти си му кажал добар ден. И се премногу луѓе мислат што луѓето ќе кажат. 5 нови луѓе денеска. Еве за сите вас, без разлика ако имате срам или немате срам да зборувате со нови луѓе. 5 нови луѓе на кои што денеска, утре, вечерва, може ако излезете се шетате некаде вечерва, кажете им на 5 нови луѓе добро вечер. Утре на секој нов човек и стар човек што го знаете, кажете му добар ден. На старите луѓе што ги знаете, обзервирајте нешто на нив убаво. Убав ти е дуксерот, маицата ми се свија, убави ти се чевлите. Дајте му некој комплимент, а на луѓе што не ги знаете, кажете им добар ден и погледнете ги во очи со насмевка. И после 5-6 човек ќе видите колку енергијата ќе ви се смени. Вниманието мора да биде надвор од нас. Колку повеќе вниманието е на нас, толку повеќе гледате self-conscious. Self-conscious, уствари зборот, него преведов на англиски, значи усрамен. Self-conscious значи една од дефинициите, која ќе речат, he is или she is self-conscious, вниманието е на неа, затоа што сте виделе срамежливите луѓе дека вниманието им е на нив, не се со очите надвор. Срамежливиот човек секогаш е со вниманието на него. А несрамежливиот човек е секогаш заинтересиран за околината и веднаш сака да праша, сака да се информира, љубопитен е. Зашто таа љубопитност е таа која што ќе отрне вниманието од вас. Колку помалку внимание на вас, колку повеќе внимание на околината, толку подобро. Имајте убав викенд. Се гледам од понеделник, ќе опфатам некои од овие теми кои што ми ги зборевте, ама ќе имаме едно лајвче у наредната недела која ќе опфатиме ваши теми. Петочките лајвови се секогаш кратки, сладки. Имајте убав викенд, се гледаме повторно во понеделник. Чао!